Во текот на изминатиот викенд на територијата на Велес и Велешко е регистриран само еден нов случај на коронавирусот и ниту еден оздравен пациент, но состојбата на ниво на целата држава се уште е загрижувачка. За само 2 дена регистрирани се 170 нови случаи на коронавирусот, но вчера на 30 август е намален и бројот на тестирања. Надлежните институции апелираат до сите граѓани да ги почитуваат мерките, односно да носат маска, да ги дезинфекцираат рацете и да држат растојание од 1,5 метри до 2 метри. Вчера на 30 август пронајдено е телото на исчезнатиот Спасе Димовски. Како што известува Велешки портал, според ланчето и белегзиите на раката станува збор за Спасе, изјавил член на семејството Димовски. Членовите на тимот за одговор при катастрофи на Црвен крст на Република Северна Македонија при општинска организација Велес вчера ја предводе акцијата во која што беше извлечен машки труп од водите на реката Вардар кај Агриево близина на Велес. Тимот за одговор при катастрофи како со помош на риболовци кои што ловеле во непосредна близина, го лоцирале трупот, успеа да го оттргнат од првичната локација и да го однесат на брегот на Вардар, на местото каде што се влива бабуна. Министерот за здравство доктор Венко Филипче се обрати на граѓаните да се подготват за периодот кој што доаѓа. Тој во видео порака потенцира дека коронавирусот е непредвидлив и дека доаѓа поголем и посилен есенски бран. Есента носи многу ризици, а вирусот докажа дека е исклучително непредвидлив. Затоа барам сите да бидеме максимално предпазливи. Мерките за лична заштита се јасни и веќе многу добро познати. И не се тешки за почитување, од тоа сум сигурен. Потребно е само прифаќање на реалноста и верба дека доколку доследно се придржуваме кон нив, ова ќе помине.